Протерувањето од дипломати ги враќа симптомите на студената војна. Во тој вител е можно да биде вовлечена и Северна Македонија, особено откако протера руски дипломат. Така оценуваат познавачи на релациите меѓу Русија и Западот. Нервозата полека расте и се враќаме на методите и средствата од студената војна, за жал. Односите се заладени и може да водат кон нова студена војна. Поранешниот дипломат Јањатов вели дека чинот на протерување имал повеќе значење. Тоа беше една манифестација на незадоволство. Кога сакаше едната страна да и обрне внимание на другата на нешто, тогаш го правеа тоа. И тоа беше честа појава во екот на студената војна. Чешка неодамна протера 18 лица од руската амбасада под обвинение дека се разузнавачи. Притоа побаре и другите европски влади да го направат истото во нивните земји. Малата временска разлика од тие настани го отвори прашањето: дали и македонската влада одговори на повикот? Не требаше Македонија тоа да го направи во овој момент од прагматични причини. Значи не од многу што не сака нас Русија, па или ние што сакаме Русија. Меѓутоа, да не забораваме, ние сме едно зрнце во таа светска дипломатија. Ние не сме Кина, ние не сме Русија, ние не сме Америка. Значи, ние сепак треба да водиме интерес за нашите односи. Русија веќе најави реципрочно протерување наш дипломат. Но според познавачите, таков чин врз малата македонска дипломатска мисија во Москва би отворил и друг проблем. Кој македонски дипломат, кога во нашата амбасада во Москва има 20 без тројца дипломати. Меѓутоа, може би сега, таму е, јас мислам, нивото на заменик амбасадор, односно вршител на работите. Ако го вратат вршителот на работите, треба да ги прекинеме дипломатските односи. Тоа би било веќе екстремно и би излегло од рамките на оваа практика за која зборувавме, за реципрочно протерување на дипломатите. Се укажува и на можни обиди од руска страна за попречување на интеграцијата со ЕУ. Поддршка на македонските партизани, поддршка на ова, поддршка на ова. Значи, тоа индиректно ја иритира Бугарија, а токму тоа значи една политика која што, ако тоа иритира Бугарија, као наводно ја поддржува Македонија, создава една спротивставеност меѓу Македонија и Бугарија, а знаеме дека ние имаме сега еден заеднички проблем со бугарите. Но постои ставот дека односите со Русија треба да се задржат и тоа на економски план. Русија има што и да продаде во Македонија, има што и да купи од Македонија. Така што тука треба да биде акцентот. Ова е второ протерување руски дипломат од земјава. Првото беше во 2018 година како солидарност кон Велика Британија. Русија и тогаш се закане со иста мера, но се премисли. Останува да се видат следните чекори. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов.